Ваква беше работната атмосфера за новата власт во општината со најскапи недвижности во земјата, кога во 2013-та посака да поништи 4 урбанистички плана. Седницата со реден број 5 требаше да стави крај на Скопје 2014-та, но на крај на собраните ставија крај на седницата. Организаторите на демонстрантите тогаш тврдеа, ако се укинат актуелните детални планови, црква во центар ќе стане ладивоградба. Денеска се осомничени. Ги гони СЈО, бидејќи биле параван за бизнис интереси, но и дека црквата си била на истото место и по старите планови. Четири години подоцна и пред крајот на мандатот на градоначалникот и на Советот, од ненадеж седницата број 5 се врати на дневен ред. Без протести, но и без вообичаената координација во матичната комисија, падна одлука. Не важат последните детални планови за најстрогиот центар на Скопје, туку оние пред нив. Кој беше основниот мотив? Сега има некои шпекулации дека основниот мотив за поништувањето на овие дупови стои запирањето на панорамското тркало, изградбата на улицата кај кејот. Значи, во секој случај, главниот мотив е да се обиде нешто да се направи во врска со стопирање на градбите на објектите од Скопје 2014. Меѓутоа, иницијална каписта се движи некаде тука помеѓу тие објекти кои ги споменавте. Улицата на кејот и панорамското тркало се уште не се изградени. Но за 4 години кои поминаа, никнаа многу нови објекти на просторот кои го уредуваат поништените планови. Некои од нив, легално почнати или изградени, преку ноќ станаа дивоградби. Кои се и колку ги има, веќе требаше да има список, но список се уште нема. Ниту општинските служби сакаат на своја рака да ги набројат, но ни дозволија, барем самите да споредиме, кои згради на хартија веќе ги нема или треба да бидат поинакви. Состапувањето на сила на старите планови, кај Бристол сега повторно има зеленило, иако во реалноста таму има државни згради. За тие објекти веќе се потрошени 36,5 милиони евра од државниот буџет. Иако не е ниту почната, сега не може да се гради и катната гаража во непосредна близина. Таа парцела, токму за изградба на гаражата, од државата ја купи приватен инвеститор. Има и такви објекти кои ги има и во старите и во новите детални планови, но порано било предвидено да бидат помали или пак да служат за друга намена. Токму тука на просторот позади мене е предвидена изградба на така наречените шпански скали. Објектот постои во двата урбанистички плана. Разликата е во тоа што во поништениот неговата висина достигнува до 16 метри, а поново објектот може да се издигне речиси дупло повеќе, со што ќе ја надмине просечната висина на останатите објекти во опкружувањето. Панорамското тркало сега е дозволено да биде високо до 60 метри. Тоа е за 20 метри помалку од претходно. Засегнато е и новото партиско седиште на ВМРО ДПМНЕ. Таа останува со иста големина, но веќе не може да биде деловен објект со хотел, туку стамбена зграда. Листата може да се продолжи на уште неколку објекти, но тоа нема да ја смени логичката дилема. Како објекти кои веќе добиле одобренија за градба, па може би употребни дозволи, сега преку ноќ ќе станат дивоградби. Иако најповикан за овие прашања, градоначалникот Андреј Жерновски не најде време за коментар. Одлуката ја бранеше директорот на Паркинзи центар и председател на општинската организација на СДСМ, Саша Богдановиќ. Се што не е законски од страна на инспекцијските служби, односно службите во општина центар, ќе да се даде предлог за се што е издадено од страна на општина центар да биде поништено. Се од другото останато што е издадено од другите институции, град Скопје, Министерство за транспорт и врски, ќе биде доставено барање до нив тие да си ги поништат своите одобренија за град. Доколку тоа не се случи, спремни сме да покренеме одредени судски спорови преку кои ќе го докажеме тоа. Доколку се поништи, фактички имаат нова состојба каде што веќе важи стариот дуб во кој што тие маркици не се уцртани, фактички
после ќе бидат прогласени за диво градби. Потоа си има и други правни механизми, значи треба да се прави, ова е навистина сложена операција, треба да се прави проценка што е на штета на граѓаните, што не е и што може да биде на штета на општината. Но доколку ние успееме да докажеме, како што тврдиме, дека одредени работи се незаконски, мислам дека нема да има никаква штета ни за граѓаните, ни за самата општина. Одлуката на власта во општината дури во 2017-та да направи одлучен чекор да го стопира Скопје 2014-та, може би помина без протести, но не и без противници. Против е опозицијата во центар, ВМРО ДПМНЕ. Советникот Илија Илиовски вели дека размислуваат да ги обжалат одлуките пред Уставен суд. Определен објект може да се гради и е валиден објект, значи во законски рамки изграден, само доколку има определена градежно-техничка документација и одобрение од соодветната институција. За кој било објект, според наше сознание, има одобрение за градба за моментално важечките урбанистичко-плански документации кои што важеле во моментот. Се што отпосле може да се направи, не може да има ретроактивно действие спрема чинителите и спрема тие кои што се најдиректно засегнати. Ако некој проба да воведе ретроактивност, тоа е директно кршење на принципот на Уставот, кој што вели дека и забранува ретроактивно действие на законите и сите прописи кои што ги носат надлежните институции. Така да, ако некој има сомнение во градежно-техничката документација, тоа требало да го истекне на време во соодветна процедура. Но очигледно немало такво сомнение и сите овие градби што тука ги гледаме биле изградени во определено време и согласно важечката планско-урбанистичка документација која што била на сила. Каква ќе биде правната разврска околу поништувањето на плановите? Можно ли општината да влезе во правни лавиринти, во кои излезот на секој од нив ќе значи финансиски последици кои како бумеранг ќе се одразат врз буџетот на центар? Првиот човек на општинскиот совет Шиповик вели имале такво искуство и не поминале лошо. Кога дојдовме во 2013 година во општина Центар, општината Центар имаше договор потпишено за изградба на катна гаража кај Нова Македонија. Како што знаете, катната гаража со одлука на Советот е стопирана градбата и кредитот кој е земен од Лјубљанска банка за таа намена е поништен и се плаќаат само некои ситни пенали кои што подразбираат поништување на кредитот. Понатаму за училиштето кое се гради во Капештец, земен е нов кредит и тој училиштето во Капештец се гради со тој. Но за разлика од катната гаража како единствен објект, во конкретниот случај се работи за десетици објекти кои чинат преку 100 милиони евра. Доколку истите на било каков начин се проба да бидат реализирани, дополнително може да предизвикаат фискални и финансиски импликации од несогледливи размери, како за граѓаните на општина Центар, особено тие кои што живеат на потегот на овие 4 урбанистички локации, така и за тие кои што инвестираат, односно сепак имаат допирна точка со која било локација на овие 4 детални урбанистички планови. А да не зборуваме како сето тоа може да се рефлектира на самата општинска администрација, односно на самата општина Центар. Мислам дека општината нема да претрпи ништо. Нормално одредени средства за комунали ќе треба да се вратат, да се направи, но сепак од друга страна па многу е поголема штетата за незаконско и ненормалното трошење на парите на граѓаните што ги троши владата од буџетот на Република Македонија. Ние по тоа што имаме информации, нормално не можеме ние тоа да го тврдиме, треба службите во општина Центар, ама по тоа што имаме информации, има начини на кои што може тоа да се превземе без општината да претрпи штета. Не сме ние криви или општината да биде крива за некој што претходно нешто издал незаконски. Значи ние треба да констатираме тоа, истото да го поништиме и да си бараме по регуларен пат тоа да се случи. Така да ќе се бара штетата од тој кој што му го ветил, издал тоа одобрение, односно учествувал во целата таа работа. И по 4 години локална власт, различна од централната, во општина Центар неизвестноста ќе продолжи, но интересите ќе останат. Зашто влогот е огромен и политички, но пред се финансиски.